Добро вечер на сите кои што сте со нас денес на ова отворена трибина, 27.11 во 17 часот по повод Roses Revolution Day 2021. Ве поздравуваме, ви благодариме за вашето присуство. Имено сакаме исто така да напоменеме пред се прво еден дисклеймер дека овој проект, оваа иницијатива која што ја започнавме, има за цел само момент. Да, значи, како што кажав, извинете, технички да се средиме. Овој проект има за цел да ги собере искуствата на семејствата, на жените, во оној период од животот кога ја доживуваат најдрастичната трансформација и кога поддршката во секој смисла на зборот им е од непроценето значење. Целта, потенцираме, не е да се покаже со прст кон конкретна институција или конкретна личност, затоа и приказните ги споделивме анонимно, без податоци за институција, без лични податоци на инволвираниот персонал. Единствената цел е оценка или би рекла проценка на моменталната состојба на основа на споделените искуства со надеж дека тие приказни, тие трауми, таа болка ќе е децидна насочница на сите оние пропусти на кои треба активно да се работи. Се надевам дека се разбираме зошто постои овој дисклеймер. Многу накратко би сакала само да кажам кои се иницијатори. Значи, тоа сум јас, Наташа Тодосовска, мајка на 2 деца по професија градежен инженер. Тука повеќе сум како специјалист за доење, тоа ме донесе тука комуникацијата со семејствата, средбата со оваа породилна траума и не само тоа, туку можам да кажам дека со на првото што е напишано мајка на 2 деца, значи знаете дека и лично имам поминато низ тој процес и знам колку тој процес е навистина важен за нас како жени, за нас како мајки, за нас генерално како семејства. Со мене иницијатор е Елена. Елена понатаму многу подетално ќе ви каже и за како се роди овој проект, ќе ви каже, значи, како дојдовме до идејата за реализација на нешто вакво во нашата земја. Инаку, Елена е мајка, таа е психолог магистер, работи во областа на клиничка и советодавна психологија, таа е тренер и за лична трансформација, нуди психолошко советување и психотерапија, така што јасно ви е како Елена дел од истиот овој проект. Само накратко сакам да кажам збор-два за тоа како настанува оваа иницијатива. Започнува во 2011 година во обликнет на мирна револуција. Иницијатор е активистката Хесуса Рикој, која што на Инстаграм можете да ја најдете како матри активиста. Во 2013 година на една конференција за човекови права за раѓање во Белгија, која што се одржува на 3 ноември, се шири оваа иницијатива, другите активисти дознаваат за истата, ја носат во своите домови, во своите домашни земји и само за 3 седмици успеваат, значи на 25 ноември 2013 година да организираат и масовни настани во нивните земји. Значи Франција, тоа се случува во Франција, Италија, Шпанија, Велика Британија, Словачка, Чешка, Мексико, Бразил, Колумбија, а во последниве 10 години, значи ова е 10-та година како се организира еден ваков настан, оваа мирна револуција се одбележува веќе и во повеќе од 30 земји. Зошто ја организираме првпат кај нас? Затоа што не е сеедно како раѓаме, ниту е сеедно како се раѓаме. Мислам дека ова кажува навистина доволно. Сега ќе ја поканам Елена да каже збор-два за тоа како е настаната оваа иницијатива и како дојдовме нели до овој проект. Ти благодарам, Наташа. Прво сакам на сите да ви се заблагодарам кои што сте тука, затоа што настанот се снима, драго ќе не биде доколку подоцна можеби и ќе се објави за оние кои што не успеа да присуствуваат денес.
Некако јас сум многу благодарна што со Наташа во живо се сретнавме летос кога беше светската недела за доењето и гледавме еден филм кој што беше индиски, мислам, таа што го имаше направено беше индиски и така филмот некако не донесе во една идеја што се има во светот, што се прават луѓето, а ние некако тука како да не сме свесни колку капацитети имаме, колку квалитетни луѓе имаме, колку професионалци и лица кои што навистина може да бидат огромна поддршка во целиот овој процес на бивање мајка, бивање татко, на создавање на едно ново семејство, на трансформација, на сите оние работи за кои што е потребно да навистина имаме многу поддршки, пред се внатрешната поддршка. И не сакавме со Наташа да некако овој проект го почнеме сами, нас не беше драго да некако ние имавме еден лајф каде што го објаснивме, имавме еден мал вовед, меѓутоа нас не беше драго да ги викнеме нашите колешки, професионалци кои што навистина се многу мал број на оно што реално го имаме како капацитет во Македонија, меѓутоа благодарение можеби ќе кажам еве и на да кажам и на ковидот, колку и да звучи лошо, благодарение на ковидот што некако не спои онлайн да можеме да на поголема маса на луѓе им покажеме што е она што реално го имаме и на кој се начин може да се поддржиме како жени, како мајки, како идни мајки или како веќе, да кажам, реализирани мајки на кои што ни треба поддршка и на кои што ни треба многу голема свесност, а од друга страна, некако двете со Наташа дојдовме до тоа место дека ние во Македонија и покрај тоа што имаме се, како да немаме доволна свесност дека ние може да го користиме, како да сме заглавени во оној дел на барање поддршка, на барање помош и покрај тоа што секој од нас на различен начин се поддржува, се надевам дека еве ова е нешто кое што малку ќе ја подигна свеста за тоа колку е важно да ја гледаме поддршката и да ја бараме во нас самите, меѓутоа и да видиме што се постои, што се има, кога не можеме сами, каде да се потпреме и некако да се поддржиме дополнително. Мене многу ми е драго што денес со нас се едни спремни, едни прекрасни, наместени, едуцирани дами, кои што ќе предаваат на многу интересни теми, кои што верувам дека многу ќе ви се допаднат и ќе ви бидат огромна поддршка во целиот овој процес, во кој што секој од нас се наоѓа, дали е за некој едукација, дали е за некој станување на мајка, дали се подготвувате за тоа, дали сте веќе мајка. Ова се некои теми кои што верувам дека е значено и да се зборува почесто за нив, затоа што се секојдневие, се нешто кое што е многу присутно, го имаме многу често и малтене скоро секоја жена кога тогаш во животот се реализира и како мајка и на некој начин човештвото не би можело да продолжи да постои доколку не се случува токму породувањето, односно така некако и настануваме и тоа е нешто што е многу природен процес, меѓутоа како поминува времето, особено во Македонија, забораваме колку е важно да се почитуваме, да се поддржуваме и да зборуваме за тоа. И така и некако оваа идеја со Наташа што постои во Индија, што постои во светот, што постои во Европа, а ние некако во Македонија имаме се, меѓутоа не користиме ништо, односно не менуваме и не бараме, односно да се научиме да бараме. И мене многу ми е драго да некако првата тема е всушност тема кога почнува психолошкиот развој, кои се нашите капацитети, што значи да се создаде нов живот, односно како ние да се адаптираме за создавањето на тој нов живот. Многу ми е драго затоа што за таа тема ќе зборува мојата драга колешка, магистер Ена Цаневска. А зошто Ена токму ќе зборува на оваа тема? Затоа што Ена не само што е магистар по клиничка психологија, не само што е дипломиран, лиценциран психолог, едукацијата е продолжува и со гешталт психотерапија и работи и со клиенти, работи со мајки, работи баш со оваа група, затоа што Ена специфично нешто што го нема кај нас, во Шпанија замина на дополнителни магистерски студии кои што се токму за перинаталната психологија, односно за оној период кога сме бремени, односно можеби нешто претходно, уште од зачетокот, уште од планирањето на бебето. И многу ми е драго што Ена прифати да биде тука и чисто само да ја запознаете и да видите колку е важен овој период во животот. Сега би сакала да ја повикам Ена, а вас би ве повикала да уживате во наредната презентација и јас сум all ears. Ја слушаме Ена. Ена
доколку ова е ред со тебе, сега те оставам некако ти да водиш и одвај чекаме да слушнеме. Еви тоа. Нема. Ти благодарам, Милана, за ова представување. Ви благодарам и на тебе и на Наташа за организирање на овој настан. Добар ден на сите, јас сум Мена, Елена веќе ме представи која е мојата професионална позадина, зашто сум тука денеска. Многу ми е мило што се собравме и што сме во доволен број за еден ваков настан. Тоа стварно ме прави многу среќна во овој момент. Сакам да ви се заблагодарам за иницијативата и за реализација да во Македонија се одбележи 25 ноември како интернационален ден во подигање на свеста за постоење на акушерското насилство, како и ден за поддршка во процесот на промена на оваа реалност. И она што ми е уште помило е што во склоп на овој настан се отвори едно место каде што сите мајки беа повикани да анонимно ја споделат својата приказна, што е особено значајно, поготово во општество во кое што не сме баш многу поддржани да отворено зборуваме за нашето субјективно искуство. Субјективното искуство поврзано за породувањето, меѓутоа и за целиот перинатален период. Кога велам општество, не мислам само за кај нас, зборувам и за глобално ниво, иако гледаме дека многу повеќе настани се организираат за подигање на свеста за перинаталниот период. Меѓутоа, јас стално се смеам и викам холивудските филмови направија голема штета. Гледаме таму како наеднаш, како се случува. Пукаво дењак не стигнале до болница, бебето се родило, мајката нашминкана, средена, се е супер, што во реалноста знаеме дека не оди баш така. А не се само ни филмовите и социјалните мрежи се тука. На социјалните мрежи тенденцијата да ги представиме најубавите моменти, иако гледам дека се повеќе мајки во последно време постираат она што реално се случува, што е стварно за пофалба. И токму поради ова, баш кога се е така розово прикажано, не сме баш поддржани, да кажем, мене не ми беше така розово, и да кажем, објективно гледано, јас сум добро, бебето е добро, се е супер, одлично. Така да преку оваа можност се отвори едно место, се даде можност да вашата приказна биде споделена и слушната, а со тоа и да им се даде поддршка на останатите мајки кои поминале или кои сега поминуваат низ сличен период. Кога Елена ме покани и ми кажа за идејата и за темата, некако за мајке и мојата професионална позадина во предвид, брзо би стана јасно за што сакам да зборувам, а тоа е баш поопшто за перинаталниот период и за менталното здравје во овој период. Потаму и мојата тема, да верувам ја прочитавте, а тоа е перинатален период, адаптација за нов живот. Сега јас многу често се задоволувам со прашањето, ќе кажам, студирав перинатална психологија, ме гледа дека што е тоа. Пери што? Така да сакам да искористам денеска и да кажам баш што е тоа перинатален период, што е перинатална психологија. Перинаталната психологија е гранка на психологијата која се занимава со психоафективните аспекти кои се поврзани со перинаталниот период, што опфаќа зачнување, јас би рекла и пред зачнувањето и процесот на одлука за постанување родители, бременоста, породувањето, постпарталниот период, како и раната грижа за бебето, да кажеме до првата година на бебето. Сега, ако отворите на интернет и видите кои се темите со кои што се занимава
оваа гранка на психологијата, ќе видите една убава листа, долга на проблеми. Од проблеми со плодност, депресија, анксиозност за време на бременност, тоа и депресија и анксиозност во постпарталниот период, трауматско породување, што е најтесно некако поврзано со темата на денешниот настан. Исто така поврзано и со страфот од породување, како од првото, така и за понатамошните породувања после некакво трауматско искуство. Тука се перинаталните загуби, проблеми со доењето, рано врзување и формирање на здрав атачмент. Тоа не е само ова. Перинаталната психологија се занимава и со многу повеќе од оваа листа на проблеми. Се занимава и со поддршка и со здравите капацитети на жените и да не ги заборавиме и нивните партнери. Некако забораваме да зборуваме за тоа, забораваме на здравото. Има два периоди. Едниот е медицински, со кој сме сите запознаени, е многу поприсутен во денешно време, поготово кај нас, преку кој гледаме на патологијата, гледаме на проблемите, а другиот е оној кој мене ми е некако помил, кој е многу по-хуманистички заснован и е заснован во здравието и во природните процеси. Перинаталниот период е токму тоа, здравје. Има ли нешто поприродно од бременност? Има ли поприроден процес од создавање на нов живот? Од растење, од развивање? И кога велам растење и развивање, не мислам само на бебето, каде што е тоа нели повидливо физички гледаме, меѓутоа зборувам и за мајките. Постанувањето на мајка е процес, не е од денеска за утре. Тоа е еден процес на личносно растење и развивање. Токму поради овој процес на растење и развивање викаме дека мајчинството е животна криза. И дека не ве плаши зборот животна криза. Кризата како таква не е нушно негативна. Негативна е само кога нашите капацитети за справување со новата ситуација. Не е ни тогаш негативно, тогаш имаме само поголеми предизвици. Меѓутоа, има понегативна конотација кога нашите капацитети за справување со новата ситуација не се доволни од една страна или се инхибирани, што може да се должи на многу фактори. Оваа криза во овој период е баш спротивно на ова. Ова е криза која води до трансформација и можност за раст, и ние сме подготвени за оваа криза. Дури еволуцијски, ако гледаме, ние сме подготвени за оваа криза. Целиот овој период е полн со промени кои бараат подготовка, бараат многу преиспитување и уште повеќе адаптација. Преиспитување за да се формира треба се што сме ние до сега, до овој момент да го преиспитаме, да го поднаместиме за да се направи простор за формирање на една нова личност, личностна мајка. Баш овие работи, ова подготовка, овој преиспитување прават да овој период биде поранлив во споредба со другите животни трансформации кои ги имаме. Па токму и затоа ние гледаме, што викам, ако отворите на интернет ќе видите една долга листа, затоа гледаме една поголема листа на проблеми кои може да се јават во овој период. Меѓутоа, јас денеска не сакам да зборувам за тоа, сакам да зборувам и да пренесам една порака, а тоа е дека психолозите и психотерапевтите сме тука да ве поддржиме, да, и кога ќе се јават проблемите, кога веќе се видливи, кога веќе
ни го попречуваат секојдневното функционирање, но тука сме во периодот предходно, во периодот на превенција, во периодот на справување со предизвиците и адаптацијата на промените. Значи, уште во текот на бременоста, уште во текот на донесувањето на одлука за поставување родители. И во периодот на местењето на ново настанатата ситуација дома од двајца, сега сме тројца. И пак ќе се навратам на тие приоди кои ги гледаме. Оној кој гледа повеќе во нездравото, оној кој гледа повеќе во здравото. И сакам да ве повикам да сите заедно гледаме во здравото, во капацитетите кои ги имаме и да работиме на превенција сите заедно. Ние како психолози не може сами да работиме. И кај нас фактот дека се уште е присутен медицинскиот пристап, а гледаме дека во светот се повеќе и повеќе се прави еден пресврт и се менува парадигмата од гледање од нездравото во здравото. Се прави да жените не се плашат, туку да се спремат и да ги повикаат сите здрави капацитети кои ги поседуваат, а ги поседуваат. Затоа што пак ќе напоменам, нема нешто поприродно од ова. Ние како жени го носиме ова во гените, го носиме во цело наше тело. Само треба малку да се навратиме на природата и на нашето тело и да му дозволиме на телото да не води низ целиот овој процес. И сметам дека денешниот настан е еден прв чекор во менување на парадигмата кај нас, еден прв чекор во подигање на свесноста за потребата од адаптација и огромна поддршка во овој период. Фала ви. Јас оставам време за прашања. Наташа веќе сподели дека на крај ќе биде, така да тука сум на крајот од сите излагања доколку имате некакви прашања. Ти благодарам, Ена, премногу за ова твое прекрасно излагање. Сите работи што ги кажа се навистина толку ни се блиски, особено на сите ние кои што сме поминале низ овој процес. И се што кажа, значи толку истовремено толку едноставно, а толку комплексно. Значи нешто чудо е ова што се случува. Значи оваа трансформација и природна и нормална и спонтана, ама носи со себе навистина голема одговорност и тежина. Сите прашања кои што ги имате, слободно пишете ги во чатот, пишете само за Ена, 2 точки, пишете го прашањето, на крај сме тука, нели, да ги одговориме, доколку не стигнеме, како што кажав, ќе бидат одговорени. Дополнително ќе ги добиете одговорите на имейл. Ти благодарам, Ена, уште еднаш. Ние продолжуваме понатаму со нашата втора соговорничка денес. Тоа е Сандра Гакидев, дула за раѓање и постпартум. Ја знаете како мама МК Prenatal Education, повеќето можеби од вас, инаку таа е меѓународно сертифициран едукатор за породување, меѓународно сертифицирана дула за раѓање, меѓународно сертифицирана дула за постпартум. А што тоа значи? Што е дула кај нас и како се вклопува, значи, Сандра во се во оваа работа, ќе оставам Неза да ви објасни. Ќе поразговараме со Неза на темата за тоа колку поддршката за време на породувањето е важна и де факто представува темел на оние субјективни гледишта кон нашето родилно искуство што го имаме. Сандра, дали си тука? Здраво, Наташа. Здраво. Добар ден, фала ти многу за воводот. Добар ден на сите. Значи, најпрво сакам да се представам. Јас сум Сандра Гакидев, сертифициран едукатор за едукативна подготовка на трудници
меѓународно сертифицирана дула за породување и сертифицирана дула за постпартум. Значи можам најпрво да кажам дека многу ми е мило што сум дел од оваа отворена трибина по повод Ден за борба против насилството во родилиштата и ви благодарам на сите кои ги споделивте вашите родилни приказни, значи ги прочитав сите со длабок интерес и можам да кажам дека навистина ме трогна. Некои од нив ме остави баш без зборови и сметам дека ниедна жена не треба да биде предмет на непочит, особено не во периодот во кој жената е најранлива како причинот на породување. Исто благодарност и до Наташа и до Елена кој го организира овој евент и нели ме покања и ме овозможија да бидам дел од денешната програма. Инаку, да ви кажам дека сум во принцип прилично нова во оваа област, значи професионално работам во IT индустријата, но со раѓањето на мојата ќерка се роди една огромна љубов значи кон оваа област, па од тука и мојата желба, значи што повеќе да се образувам, да се едуцирам, но исто така и да помагам во едукацијата и поддршката во областа на бременоста и на мајчинството. Значи, често многу ме прашуваат што значи зборот дула, па затоа баш и од тука би сакала да започнам. Значи, најпрво би сакала да напоменам дека во моментов не работам како дула. Значи, најпрво зашто овој начин на функционирање се уште не е доволно развиен кај нас, но и бидејќи повеќе се осврнувам во моментот кон едукацијата на трудници и едукацијата на родители. Дула е немедицински асистент во пренаталната грижа за време на породувањето и за време на постпарталниот период. Значи, зборот дула всушност е грчки збор и се однесува на жена која лично служи на друга жена за време на породувањето. Дули се обучени лица за поддршка кои се грижат за потребите на емоционалната и физичката удобност на трудниците, односно мајките, нели, со цел да им го олеснат процесот на породување. Она што е важно е дека тие не вршат клинички задачи, бидејќи нели не се медицински лица, значи како што се проверки на пулс, проверки на крвен притисок, вагинални прегледи, значи туку користат други методи како масажа, емоционална поддршка, едукативна поддршка, пример предлози за позиционирање и така натаму. Значи со цел да помогнат породувањето да напредува што е можно подобро и погладко. Значи дулата на еден начин нуди љубезност и утеха на жената која се породува и помага во еден од најранливите периоди во нејзиниот живот. Значи за време на породувањето дулата постојано во непосредна близина на мајката и обезбедува удобност со техники за олеснување на болката, како што се на пример техники за дишење, техники за релаксирање, масажа, положби и така натаму. Значи целта всушност на дулата да помогне на мајката да има едно позитивно и безбедно искуство на раѓање, без разлика дали мајката значи сака породување без лекови, со лекови или има планирано породување пример со царски рез. Во принцип по раѓањето повеќето дули минуваат кратко време помагајќи им на мајките да започнат процесот на доење и помагаат при потекнување на врската помеѓу новороденчето и членовите на семејството. Во принцип секоја година се породуваат околу 140 милиони жени во светски рамки. Иако има многу информации за клиничкото управување, значи водење на процесот на породувањето, сепак јасно дека помалку внимание се посветило на она што треба да се направи за жените за да се чувствуваат безбедно, удобно и позитивно во однос на нивното родилно искуство. Значи важноста на здравјето, нели, на мајката и на бебето е секако приоритет при породувањето, но од друга страна од неизмерно значење и да се задоволат и емоционалните и психолошките потреби на мајката при самиот чин на породувањето. Значи, со стекнување на се поголемо знаење околу следењето на самиот физиолошки процес на породувањето, како на пример како да се иницира, како да се забрза, да се прекине или да се регулира нели самото породување, се доведува и до една зголемена медикаментизација на овој процес. Значи, според некои податоци, овој пристап може да разниша собствената способност на жената за породување, па дури негативно да влие на нејзиното искуство, за она што вообичаено треба да биде едно позитивно искуство што ќе го промени животот на самата жена. Во тој контекст би сакала да спомнам дека во светски рамки се создадени некои препораки кои се однесуваат не само на клиничките барања за едно безбедно породување, туку и ги задоволуваат и психолошките и емоционалните потреби на жените, бидејќи тие исто така се нели многу значајни.
Во принцип, според препораките, треба да се настојува жените да раѓаат во една средина каде што покрај тоа што има обезбедена од медицинска перспектива нели безбедност, исто така им се возможува да имаат едно чувство на контрола преку вклученост во донесувањето на одлуките, со што се постигнува едно чувство на лично достигнување кај самата мајка. Во принцип, една нега на жените со која ќе се почитува нивното достоинство, приватност, како и една слобода од штети и секако од малтретирање. Тука спаѓа и препораката жените да имаат придружник по избор, без разлика дали тоа било партнер, дула, медицинско лице, со нив во текот на породувањето, како и слободата, доколку нели е можно, да се движат наоколу во раните фази на породувањето и да ја изберат својата положба за раѓање. Значи се смета дека ваквите препораки го оптимизираат здравјето и благосостојбата на жената и имаат едно позитивно влијание врз самото искуство на жените за породувањето. Во однос на здравствените установи се смета дека покрај тоа, нели, покрај обезбедувањето на клиничка нега за породување, тоа би значило и третирање со почит на жените кои раѓаат. Значи клучни елементи за една квалитетна грижа за породување, што секоја жена и нејзиното бебе треба да ги добијат, би представувале континуитет на грижата, редовно следење и документирање на самите настани, но и јасна комуникација помеѓу нели персоналот, односно лекарите и самата мајка. Јас во мојата презентација би сакала да се задржам на самата поддршка за време на породувањето и подетално да објаснам зошто поддршката е толку важна и какво е нејзиното влијание врз самото породилно искуство на мајката. Значи, би сакала со вас да споделам една мисла со која многу се согласувам, иако е кажана многу одавна, уште во 1953 од доктор Грантли Дик Ред, дека целта не е само да се постигне едно лесно породување без ризик од повреда на мајката и на бебето, туку мора да се оди и подалеку од тоа. Значи мора да разбереме дека раѓањето е фундаментално духовно како и физичко достигнување и дека раѓањето на бебето е една крајна перфекција на човековата љубов. Во последно време, во принцип, постои зголемен интерес за подобрување на квалитетот на грижата за мајките и за новороденчињата и ова вклучува иницирање, поддршка и одржување на програми кои се создадени баш со ваква цел да го подобрат квалитетот на здравствената заштита на мајките. Значи, голем фокус се става на грижата со почит како една суштинска компонента од висока квалитетна нега, а од друга страна пак континуираната поддршка, за што ќе зборувам, се смета за еден важен елемент за обезбедување породилна нега со почит, а и од неодамна се препорачува исто така како дел од препораките на Светската здравствена организација за интрапартална грижа за едно позитивно искуство при породување. Значи, доколку гледаме историски гледано, во минатото нели жените биле посетувани, поддржувани од други жени за време на породувањето. Меѓутоа, во многу земји во денешно време, бидејќи повеќето жени се пораѓаат во болница, отколку нели дома, континуираната поддршка, односно поддршка, дали било пак ќе кажам од дула, од партнер, од медицинско лице, за време на породувањето не секогаш е возважна. Значи, континуирана поддршка што значи? Континуирана поддршка се однесува на поддршката за време на самиот чин на породување и таа може да биде во форма на поддршка од партнерот, нели на мајката, од семејството, од пријател, од дула или од здравствен работник. Значи, поддршката за време на породувањето може да вклучува емоционална поддршка, физичка поддршка, информативна поддршка, техники за справување со болки, со контракции, како и информации за застапување. Значи, овие елементи на поддршката можат да ги подобрат нормалните процеси на породувањето, како и да создадат едно чувство кај мајката на контрола и на компетентност. И на тој начин да намалат потребата за клинички интервенции. Би сакала да споменам, односно, нели, да ви информирам околу една студија на Кокрейн, во која се анализирани околу 15.000 жени од прилика во повеќе земји,
која покажала дека придружбата за време на породувањето, односно придружниците, одиграле голем број на улоги во поддршката на жените. Значи се покажало дека тие обезбедуваат една информативна поддршка за процесот на породување и помагаат да се премостат комуникацијските јазови помеѓу клиничкиот персонал и мајките. Придружниците исто така обезбедуваат и практична поддршка, значи охрабрување на самата мајка, нели да остане мобилна, да се движи во текот на породувањето, но и обезбедуваат емоционална поддршка и немедицински начини на ослободување од болка, како што се масажа, релаксација, медитација и така натаму. Значи придружниците се покажало дека действуваат и како застапници за жените, нели со цел нели да зборуваат за нив и нивните преференции, односно да ги застапуваат. Исто така им помагаат на жените да се чувствуваат како да имаат одредена контрола во текот на самиот процес на породување и со тоа да градат својата самодоверба, нели преку пофалби, уверување и нивното континуирано физичко присуство. Значи, генерално, истражувањето покажало дека континуираната поддршка им помага на жените да имаат едно попозитивно искуство при раѓање, што нели нам не е многу важно. Кои се всушност бенефитите од ваквата поддршка, значи од поддршката за време на породување? Истражувањата за континуирана поддршка, пак ќе кажам, од ова истражување во кое било спроведено преку 27 студии во 17 земји, покажува дека континуираната поддршка за време на породувањето наспроти жени кои немале континуирана поддршка, имало многу позитивни ефекти, вклучувајќи зголемено спонтано вагинално породување, пократко време траење на породувањето, намалено породување со царски рез, намалено инструментално вагинално породување, намалена употреба на било каква аналгезија, намален низок 5-минутен апгар резултат, како и, што е многу важно, намалување на негативни чувства за самото искуство од породување. Она што исто така интересно дека не се најдени докази за никаква штета од континуирана поддршка за време на породувањето. Јас би сакала поддршката за време на раѓањето да разгледам низ 4 аспекти. Значи 4 аспекти на поддршка се емоционална поддршка, физичка поддршка, информативна поддршка и самозастапување. Значи во однос на емоционалната поддршка, значи како што знаеме, бременоста во принцип е емотивно тежок период, значи стресот и анксиозноста се чести чувства во овој период и со цел да се обезбеди на емоционална поддршка на жената во овој период треба да се разбере основната причина за нејзините чувства, а тоа се нели самите физички и емоционални промени кои доаѓаат со самата бременност. Значи како дел од емоционалната поддршка на мајката се препорачува активно слушање на мајката, која представува значи една едноставна вештина, лесно се освојува, но има за цел да пружи поддршка на мајката. Значи повеќето истражувања покажуваат дека жените сметаат дека емоционалната поддршка за време на раѓањето е навистина инспиративна. Значи емоционалната поддршка може да вклучува афирмации, значи позитивни афирмации, уверувања, покажување чувствителност кон самите стравови на жената, зборување, пофалби за издржливост, како и обезбедување на духовна инспирација. Во однос пак на физичката поддршка, значи физичката поддршка за време на породувањето е од едно голямо значење и може да се јави во форма на техники за позиционирање, масажа, нежни допири, потпора, применување позиции, нели ставање топли облоги, притисок, триење. Значи самите истражувања покажуваат дека постојаното физичко присуство на лице за поддршка обезбедува чувство на сигурност, така што помага на жената да остане фокусирана. Исто така се покажало дека жените во принцип преферираат по чувствителна, грижлива, посветена и дружелюбива личност, за да биде нели нивна поддршка со цел тие да можат послободно да се изразат во нејзино присуство. Во однос на информативната поддршка, која сметам дека
исто така е многу важна. Значи, информативната поддршка е еден одличен начин да се помогне на идната мајка да се справи со стравот и вознемиреноста од породувањето од самата бременност. Значи, сите стравови во принцип се преувеличени од непознатото и колку повеќе информации добива самата мајка за некоја состојба, симптом, непријатност, толку подобро таа ќе може да се справи со стравот и со анксиозноста околу тоа. Значи, од исклучителна важност за мајката е да има барем основни познавања од процесот за породување, со цел да знае што и се случува и да не се најде, значи, затекнато, со што може да се зголеми нејзиниот страв и негативно да влијае врз нејзиното родилно искуство. Значи, друг многу важен дел од информативната поддршка се информациите околу медицинските интервенции. Значи, кога нешто се прави на брзина, медицинскиот персонал ретко има време нели да даде детално објаснување, па така придружникот во овој случај може да делува на тој начин што ќе објасни на мајката што и зошто се случува на еден посмирен начин. Во однос на информативната поддршка, истражувањата покажуваат дека дадените информации и совети се од клучно значење за подобрување на искуството за породување на жената и самите лица за поддршка ја подобруваат самосвесноста и самодовербата кај жените. Значи, се покажало исто така дека обезбедувањето насоки, например, за време на раните фази на породувањето, резултираат со тоа што ги прават жените да бидат порелаксирани и покооперативни тој период. Истражувањата исто така потврдуваат дека подготовката за породување треба да започне во текот на пренаталниот период, односно бременоста, со едукација и просветлување на жените за процесот на раѓање и за достапните услуги за породување, со цел да им овозможи да донесуваат информирани одлуки околу самиот процес на породување. Во однос на само застапување, овој аспект исто така означува поддршката на жената да се само застапува со цел нели да може жената да има некаква контрола или барем да се чувствува дека има поголема контрола врз нејзиниот процес на породување, доколку нели личноста која ја поддржува и помогне на мајката да ги искаже своите желби на еден јасен и реален начин, доколку тоа е можно. Во принцип, бројни студии покажуваат дека жените го ценат континуираното присуство на лица за поддршка. Пак ќе кажам, дали било партнер, дали било пријател, дула или здравствен работник, поради индивидуалното внимание и дека постојаното присуство на лица за поддршка е смирувачко и утешно за самата мајка. Како еден заклучок, нели, од се ова што ви го кажав, би било дека поддршката за време на породувањето е директно поврзана со еден повисок степен на позитивно родилно искуство. Се надевам дека ви дадов еден мал увид во значајноста на поддршката за време на породувањето и би сакала да ви се заблагодарам многу за вниманието, како и за можноста, нели, ете ова да го споделам со вас. Ви благодарам. Сандра, ти благодариме за ова прекрасно предавање. Мислам дека многу важно и убаво си тоа што го донесе и некако како ти ова го зборуваш, така и следната тема е нешто кое што веројатно е време да се повеќе и повеќе се признава и се уважува нејзиното постоење, а тоа е породилната траума, која што се случува кај многу жени, за жал. Меѓутоа, од друга страна пак, ова е еден процес кој што многу ми е драго за тоа што ќе само да прашам дали ме слушате? Да, те слушам, Елена, се е во ред. Добро, нешто со интернетот ми се случи. Многу ми е драго затоа што следната тема ќе ја презентира исто така моја колешка Елисавета Булоска, која што верувам дека на многу убав, нежен
начин ќе ви представи нешто повеќе околу оваа породилна траума, односно што таа представува и секако како може ние да се поддржиме во ова. Ова е една тема која што е многу важна и која што многу често ја запоставуваме и мислам дека е редно време да некако и дадеме име, затоа што многу жени често и не знаат за што станува збор, па дури и ние психолозите понекогаш сме збунети и забораваме да провериме што се случило, особено тука кај нас каде што некако породување, не тука кај нас, тоа е веројатно и во целото општество, со самото тоа што породувањето е природно, забораваме дека понекогаш и покрај тоа што е природно, нормално го поминуваме сите, сепак понекогаш може да се случи нешто кое што индивидуално кај секоја различна жена може да остави некој траг, кој што е убаво да некако како еден процес се исцели, односно да постои, да мајката има можност за тоа исцелување, за тоа споделување, да го помине целиот овој период, а да не остане тоа внатре во неа, заборавено. Инаку Елисавета е дипломиран психолог, таа исто така работи со клиенти, со гешталт психотерапија и незиното работно искуство е во младинскиот активизам, во лица со попреченост, меѓутоа сега е вработена како едукатор во дом за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение. А јас би сакала да ја повикам Елисавета да ни се придружи, да дојде тука и некако да ни ја представи, да ни ја донесе малку поблиску оваа породилна траума на сите. Добро вечер, тука сум. Супер. Повели. Ти благодарам, Елена. Само секунда. Ете сум. Добро вечер и од мене. Фала ти за представувањето и пред се сакам да ти заблагодарам за поканата, а истовремено да ви се заблагодарам на двете за организирањето на овој настан, кој е прво Македонија од ваков тип. И како таков посакувам да биде почеток, односно зародиш на една долгогодишна традиција на организирање на вакви настани, каде што секоја година се повеќе и повеќе знаења ќе бидат споделувани, а во овие настани по учество ќе земат многу мајки и татковци, сегашни идни, многу предавачи, психолози, медицински сестри и доктори, па така некако сите заедно ќе се учиме, ќе се поддржуваме, ќе споделуваме, ќе прифаќаме, но како најважно ќе го ставам моментот, ќе го менуваме тоа што не чини. Темата на која што јас денес ќе зборувам е породилната траума како место на признавање и уважување на искуството на траума. Сега, зошто баш признавање и уважување? Јас ќе зборувам и генерално што е тоа траума, причини, последици и третирање, но акцентот ќе го ставам на важноста, на признавање пред себе и пред другите што ни се случило и на уважување дека и во еден од најубавите моменти во нашиот живот, а тоа е породувањето, односно раѓањето, може би ни било тешко, ни било хаотично, неизвестно и страшно, а во нас се јавиле чувство на вина, чувство на грижа, чувство на безпомошност. Јас не сум се уште мајка, но некако се земав за право да зборувам во множина, вклучувајќи ме и мене, заради болката што ја чувствувам како жена и се надевам како идна мајка, и заради сето оно што го проживеале и го проживуваат нашите баби, мајки, стрини, другаки, тетки, и поради сите нивни непроспиени ноќи, сплакани солзи, каде што си велат на себе да се скријам, срамота е некој ваква да ме види, или па не ми е ништо, ова не е важно и слично. Сега јас пред да почнам да го спремам ова излагање, разговарав со жени кои што веќе се породиле, а исто така разговарав и со неколку татковци, и читајќи ги вашите приказни кои што ни беа објавени од четвртокот канаваму, само станувам свесна колку е важно гласот на жената да биде чуен и некако на жената да се даде платформа каде што таа ќе може да го сподели своето искуство. И сега сакам да започнам со една вежба. Браво! Еве, добро давница ти. Чево? И нисто, со Јана, во дома. Сега сакам да направам една вежба и во овој момент да ве поканам да бидете малку во себе
и да проверите колку сте присутни. Значи, посебно со почетокот на короната и префрлање на нашиот живот од контакт во живо на Zoom и следење на вакви обуки, од нас константно се бара да бидеме насочени, да се фокусираме, да бидеме присутни и слично, но јас тоа од вас нема да го побарам денес, затоа што станува збор за една тема која што може да биде доста предизвикувачка. Затоа само ќе ве повикам да видите дали во вашето тело чувствувате некој стрес, некоја нелагодност или па умор и да видите што е она што во овој момент можете да го направите за да се релаксирате, односно да ви стане подобро. Еве, например, јас забележувам дека устата ми се суши, најверојатно тука возбудата расте, срцето ми чука побрзо, па некако за да се поддржам, ми треба вода, може би малце да се исправам. Со цел некако да си дојдам на себе. Она што вие може да го направите е, пример, да одите до тоалет, да се напиете чај, да бидете во присуство на вашите најмили, да бидете сами, се она што вас ќе ви донесе комфорт во овој момент. И сега исто така ќе ве замолам и во текот на моето излагање да се проверувате дали сте добро, затоа што целта на оваа сесија не е ретрауматизација, не е да ние ја вратиме траумата. Јас споделив дека е многу значајно да луѓето, да жените ја признаат и ја уважат траумата, но уште поважно е тоа секоја жена тоа да го прави со свое темпо. И сега сакам да ви ја прочитам дефиницијата за тоа што е траума, односно генералната дефиниција за траума според Американската асоциација на психолози. Таа гласи: траума е секое вознемирувачко искуство што резултира со значителен страв, беспомошност, дисоцијација, збунетост или други вознемирувачки чувства, доволно интензивни за да има долготраен ефект врз ставовите, однесувањата и другите аспекти врз функционирањето на една личност. Трауматските настани ги вклучуваат оние предизвикани од човековото однесување, како и од природата, и тие често го менуваат погледот на поединецот за светот како безбедно и предвидливо место. Исто така траума може да биде и секоја сериозна физичка повреда, но ние денес ќе зборуваме за психолошката траума, односно породилната траума. Земајќи ја во предвид дефиницијата што веќе ви ја прочитав, ви ја споделив, накратко породилната траума може да се дефинира како вистинска или перцепирана повреда на мајката или нејзиното бебе. Сега, тука значајно е да разбереме дека породилната траума е многу лично и интимно искуство и таа треба да биде дефинирана од жената што ја доживува. Но генерално, најчесто може да се јават чувство на страв, немање контрола, беспомошност, изолација, повлекување, губење на чувството на интегритет, губење на чувството на достоинство, преголема будност или па од друга страна може да се јави преголема возбуда. После породувањето, жената е некако во ред да ги чувствува сите овие симптоми, затоа што и самиот чин на породување е трауматичен. И тука сакам да кажам дека имаме и случаи кај што после породувањето ние немаме симптоми на траума, но во иднина може да се појави некој тригер. Пример, тоа може да биде нешто навидум беззначајно, како слушање на песна која што на денот на породувањето се вртела на радио, или па нешто многу значајно, а тоа е првиот роден ден на нашето бебе. Сега, според повеќе истражувања, постојат повеќе фактори зашто може да се јави породилната траума, но како најзначајни се одделуваат два фактори. Првиот фактор е начинот на изведување на интервенцијата која се применува за време на породувањето и вториот фактор е перцепцијата на жената
за грижата од страна на медицинскиот персонал. Кога јас велам начинот на изведување на интервенцијата, не мислам дека, пример, ако жената се породи по природен пат, нема да има траума, ако се породи, пример, со царски рез ќе има, траума во секој случај може да има, но чувството на жената, дека таа не одлучува за себе и не е упатена во она што и се случува во тој момент, односно во интервенциите што и се прават, може да донесе да го донесе искуството на траума. Сега кога имаме ситуации кои се животно загрозувачки за мајката и за детето, нели по животот на мајката и по животот на детето, некако е логично да очекуваме дека ќе се појави траума, но тука имаме огромна сива зона на породување кои што на хартија медицински изгледаат многу нормално и вообичаено, но сепак мајката повторно доживува породилна траума. Па од ова може да заклучиме дека породилната траума е уникатно и автентично искуство и во фокусот потребно да се стави перцепцијата на жената за нејзиното искуство на породување. Според повеќето истражувања што се направени, околу 30% од жените доживуваат породилна траума, но во реалноста овој број е поголем, заради што голем број на трауматски искуства не се ни пријавени. Исто така сакам да имате на ум дека ова се истражувања кои се правени најчесто на американска популација, а кај нас се уште ги нема. И сега од она што можев да го забележам, породилната траума се јавува во различни културни контексти и во различни средини, и истражувањата опфаќаат жени кои раѓаат од најмлада возраст па се до старост, и може да се заклучи дека споменати доживувањата поврзани со процесот на породување не бледнеат во текот на годините, туку напротив ќе остануваат вкоренети во жените. Еве, например, јас се јавувам на баба ми пред некој ден и ја прашувам како беше кога ја роди мајка ми, дали се сеќаваш, а жената има 70 и кусур години, вика, абе бабе, памтам и која сукња ја носев. Така да тоа е некако показател за колку може да биде тоа искуство длабоко вкоренето во нас. Сега сакам малце да зборувам за процесот на забременување, бременоста и породувањето како првобитни, основни и длабоки процеси. Кога велам првобитни процеси, мислам на тоа дека, например, ние може да се сомневаме за некои историски факти, дали се така или не се, но знаеме со сигурност дека жената од секогаш раѓала. Сега малце ќе се префрлам на денешното време и начинот на представување на бременоста и породувањето во денешно време. Како ние со тие социјални медиуми некако ни се презентира совршената слика за бременоста, совршената слика за породувањето и совршената слика за мајчинството. И некако станувам свесна дека дури зборувањето за реалната слика и она што вистински се случило, станува дури и табу тема. Исто така тука се јавува еден друг проблем. Например, ако јас имам искусено некоја друга траума, например, сум се нашла во сообраќајна несреќа, и сега емпатијата што јас ја добивам од страна е многу голема, исто така какви реакции да имам, ќе добијам разбирање од другите луѓе, затоа што нели јас сум поминала низ некое трауматско искуство. Но тоа не е најчест случај кога жените споделуваат за реално како се чувствувале за време на породувањето и за време на бременоста. Кога жените пробуваат да ги споделат тие искуства, најчесто коментарите од другата страна се па не си ти прва, па сите поминале низ тоа, ајде не се жали, битно бебето да ти е живо и здраво.
верувам дека и дел од вас ги искусиле тие коментари на своја кожа. И иако овие реченици начално не се кажани со лоша намера, тие кај мајката можат да предизвикаат чувство дека таа не е доволно благодарна, дека таа е осудена и тоа предизвикува чувство на срам и вина. Сега, неблагодарноста, осуденоста, чувството на срам и чувството на вина, кога ќе ги споиме со траумата, се добива изолација и голема болка за мајката. Она што сакам да ви го кажам и некако за мене беше најзначајно од ова предавање е дека многу е важно да се разбере дека траумата не е недостиг на оптимизам, траумата не е недостиг на волја, траумата не е недостиг на благодарност и љубов. Жената може да биде многу оптимистична, да има многу волја, да биде благодарна, да има љубов за себе и за детето, но повторно да доживее травма. Сега малку ќе зборувам за како да го намалиме влијанието на траумата и што после трауматско породување. Свесни сме дека најчесто траумата целосно не може да се спречи, затоа што врз нејзината појава влијаат и многу надворешни фактори. Но има нешта кои што може да се направат со цел последиците од неа да бидат помали. Многу е значајно за време на бременоста да се информираме, многу е значајно да се подготвиме најдобро што можеме, но истовремено и да ја прифатиме и неизвестноста. Исто така е многу значајно за време на бременоста да имаме до нас барем една личност, нели, кога жената е бремена, најчесто има повеќе поддршки од повеќе страни, но да имаме една личност до која ние ќе се чувствуваме релаксирано и безбедно. Сега, доколку се јави породилна травма, она што можеме да го направиме, како што споделив и на почеток, најзначајно е да признаеме на себе или на другите и да уважиме што е она што нас не се случило. Да сме свесни дека травма постои и да споделуваме. Споделувањето, како што кажав, може да биде и на друго лице, таму каде што ние се чувствуваме сигурни, но исто така тука може да ја користиме и уметноста, да пишуваме, да цртаме, работата со глина исто така знае да биде многу лековита. Од други активности кои што можат да ни помогнат некако во лечење на таа травма е танцувањето, трчањето, тресењето на нашето тело, нели, затоа што траумата е физичка реакција, некако да ја истресиме траумата. Овие се препораки од терапевти кои што работат телесна терапија, односно траума работат со телесна терапија. Потоа ритуалите и церемониите. На лајвот што го има Елена и Наташа, многу добро Наташа го објасна тој дел на оставање на ружа пред родилиштето, како еден ритуал, односно чин на пуштање и чин на простување. Исто така може и терапијата да биде доста од помош, водата е многу лековита и групите за поддршка, форуми или групи за поддршка на социјални медиуми. Само што во овој дел мора да бидеме многу внимателни, со цел да не ни се отвори траумата, затоа што нели на тие форуми има секаков вид на коментари и значајно ние да знаеме што од таму ни треба за себе, тоа да го земеме, а другото некако да го пуштиме. Во моментите кога се јавува тригер, односно кога сме тригерирани и некако траумата се враќа, најдобри вежби кои што може да помогнат се вежбите за приземување, односно вежбите за враќање во реалноста во сегашниот момент. И со овие вежби е многу убаво затоа што ги користиме сетилата кои што веќе ги имаме и ни се на располагање, а некогаш забораваме колку се значајни. Една од тие вежби е вежбата 5-4-3-2-1. Може би сте наишле на оваа вежба некаде по интернет.
Значи, во оваа вежба треба да најдеме 5 работи што ќе ги видиме, 4 работи кои што може да ги допреме, 3 работи да ги слушнеме, 2 работи кои што може да ги мириснеме и 1 работа што може да ја вкусиме. Следната вежба, користејќи ги нашите сетила, може да биде за сите 5 наши сетила да најдеме по една работа што ни е пријатна и ни дава комфор. Например, за сетилото за вид, можеби сега мене би ми пријало да видам некој пейзаж. За сетилото за мирис, да мириснам свеќа со мирис на ванила или цитрус. И уште една вежба за враќање во сегашноста е да си кажеме кои сме, например, јас сум Елисавета Булосна, некако да се истапкаме, да се почувствуваме дека сме тука, да се потсетиме дека денеска сме 27 ноември, со цел да му дадеме информација на нашиот мозок дека во моментот немаме траума, дека искуството се случило таму некаде. И уште кратко сакам да споделам за породилна траума кај партнери, дали партнерот може да доживее породилна траума. На оваа тема нема многу истражувања, но до на што можев да го најдам е дека партнерите можат да добијат, да имаат породилна траума, најчесто доколку присуствувале начинот на породување, или да не присуствувале баш конкретно начинот, да биле во болницата и да гледале ништо поминува, нели, мајката. Но најчесто се чувствуваат како да немаат право да кажат дека имаат траума, затоа што нели ништо не им се случило. А тоа можеме да го забележиме и во еден регуларен, вообичаен разговор со наши познаници, кога сите прашуваме како е бебето, како е мајката, а некако таткото некако, односно партнерот го нема во системот. Но за оваа тема може би друг пат малце поопширно. За крај само сакам да знаете дека раст и развој после траума е возможен и со самата наша свесност, работа на себе, уважување и споделување, некако да ги напуштиме старите начини на движење во светот, да создадеме нови и на тој начин да станеме многу посвесни, поодговорни и похрабри. Ви благодарам многу. Ти благодарам, Елисавета, многу за ова прекрасно твое излагање. Мислам дека сите можевме буквално да се пронајдеме исто така во многу работи што ги кажам и се допадна многу и моментот на тоа како да се справиме кога ќе се случиме со тригер, нели, во ситуации кога имаме тригер и кога ќе се навратиме на сите оние чувства кои што произлегуваат сеќавајќи се на една таква ситуација. Ти благодарам многу, сите што имате прашања, слободно пишете ги на крај. Само уште нешто, извини. Нема проблем. Во чат ке пратам една страна каде што овие вежби што јас некако ги набројав на брзина се многу убаво објаснети, има по цели постови за нив, така да се надевам ќе биде од помош. Одлично. Ти благодарам премногу за тоа. Ви благодарам исто и вас на вашето внимание. Ние ќе продолжиме сега понатаму со следната наша гостинка вечерва. Тоа е Јасна Апостолски-Николов, дипломирана медицинска сестра, IBCLC или International Board Certified Lactation Consultant. Таа работи во ординација по педиатрија, основачен на Центарот за мајки и здраво бебе, сертифициран едукатор за доење, сертифициран едукатор за психофизичка подготовка за раѓање. Јасна, дали се слушаме додека вака те представувате? Да, одлично, тука си. Ке те оставам тебе малку повеќе да ни раскажеш за оној aftermath што го викаме, нели, после сето тоа што се случува, после сите оние моменти на породувањето и траумата, што се случува понатаму, значи како тоа породување и тоа травматично искуство е на некој начин фактор во успехот за доење, во успехот за воспоставување на една врска помеѓу мајката и новороденото бебе. Повели.
Благодарам на те, благодарам за поканата и за учество на оваа трибина. Ги слушав излагањата на сите предавачи и горе-доле се сложувам со сите нив и по една до две реченици од сите нив ја користам и јас во секојдневната пракса. Ова дел од моето излагање значи е стручен дел кој што нели сите ние медицинските работници го учиме, меѓутоа дел е искуство од мојата работа со трудници и родилки во изминативе скоро 18 години работен стаж, а во последните 8 години и работа со трудници. Во однос на предавачите, секоја една имаше еден дел кој што навистина им е потребен на мајките, ова го кажувам од искуство, бидејќи можеме ние да помогнеме во она што ние го работиме, меѓутоа тој психолошки момент е навистина многу присутен и навистина им е потребна помош и поддршка на мајките, посебно после породувањето. Така да би сакала да ги охрабрам сите кои што имаат било каков проблем или почувствуваат некоја нелагодност или имаат некои неубави чувства после породувањето, значи без да биде табу тема или без да биде срам, значи да си побараат помош и поддршка од психолог. Едноставно, можеби некогаш и само еден муабет може многу да им помогне. Имавме ние еден семинар за трудници кој што за жал не успеавме да продолжиме да го направиме кога настана пандемијата. Имаше една мајка која што имаше ваков проблем и си побара помош и после тоа дојде и рече јас на секој еден нареден семинар би сакала да гостувам, да си го кажам моето лично искуство за да можам да ги охрабрам сите кои што имаат некаков да речеме психолошки проблем кој што е поврзан дали со траума од раѓањето или со самиот момент станување на мајка и доаѓање на нов член во семејството, дека не треба да се срамат од тоа да побараат стручна помош и поддршка. Еве јас од искуство кажувам дека многу мајки се соочуваат со овој проблем после породувањето и дека навистина имаме кадар кој што работи со тоа и не треба да се срамат за да побараат помош и поддршка. Во однос на тоа колку породувањето може да биде фактор за успешно доење, може да биде фактор дали станува збор за природно породување или станува збор за породување со царски рез од многу аспекти. Од начинот на породување или од медикаментозната терапија која што и интервенциите кои што се превземаат за време на породувањето. Јас секогаш преферирам природно породување и она што најмногу е застапено на часовите за психофизичка подготовка на трудници што ги одржувам, ги охрабрува мајките да не се плашат од чинот на породување, затоа што се она кое што оди по природен пат си е нешто кое што физиолошки се одвива како процес во организмот и многу е полесен начинот на адаптација и прифаќање на новороденчето и самиот почеток на доењето, доколку станува збор за едно природно породување без користење на никаква медикаментозна терапија. Се она кое што го отежнува целиот тој пат, природно породување или породување со царски рез, во секој еден дел или аспект има некакво негативно влијание. Да речеме, ако станува збор за едно природно породување кое што е потикнато со провокација, меѓутоа кај мајката станува збор за ригидно грло на матка и на тоа грло му е потребен подолг временски период да се омекне и да се отвори, тогаш имаме едно продолжување на фаза 2. Тоа е фазата во која што се раѓа бебето. Самото продолжување на таа фаза раѓање на бебето веќе го на некој начин одложува или одолжува процесот на почетокот на лактогенеза 2 или фазата на создавањето на мајчино млеко. Кога станува збор за природно породување, имаме многу поголем бенефит во однос на почетокот на доењето, затоа што самото природно породување и интервенциите кои што се прават доколку мајката имала епизиотомија, тоа е оној засек кој што го прават за да излезе бебето, многу брзо може да стапи во контакт со бебето, што на нас сушност и ние во прилог, бидејќи секаде сигурно секоја една трудница чита повеќе или се едуцира, посетува некакви курсеви за лактација, сигурно има прочитано за важноста на златниот час после породувањето. Тоа е оној прв час од моментот на излегувањето на бебето, кога е пожелно да бебето биде контакт кожа на кожа со мајката,
за да може да се инициираат тие природни инстинкти и рефлекси на ползење и доаѓање на бебето до градата и започнување на доењето уште во првиот час. За жал кај нас немаме родилишта кои што ни го обезбедуваат овој контакт кожа на кожа и доживување на овој златен час, бидејќи немаме baby friendly акредитирани родилишта, но секогаш ги советувам трудниците да веднаш кога ќе се осетат дека се добри и ги сместат во соба после породилната сала, си го побараат своето бебе и да биде што е можно подолго време со нив, да можат побрзо да го воспостават тој контакт кожа на кожа, за да може да се воспостави доењето час поскоро после породувањето. За разлика од оние мајки кои што се породени со царски рез, многу е подолго времето на одвоеност од своето новороденче после породувањето. Има протокол кој што бара да мајката лежи одреден временски период 6-8 па дури до 12 часа на рамна подлога, додека мајките не ги станат и не ги исправат, не им го носат бебето, со самото тоа веќе се одложува целиот тој процес на воспоставување на контактот кожа на кожа, односно отпочнување на доењето. Значи, имаме една придобивка од природното породување, доколку станува збор за породување без никакви медикаменти, каде што контактот се воспоставува многу брзо и имаме, да речеме, еден негативен ефект од царскиот рез, кој што тој контакт ни го одложува за подолг временски период. И пак ќе се навратам дека нас ни е важен контактот да се воспостави многу побрзо после породувањето, за да може да се активира фазата лактогенеза 2, односно фазата на создавање на мајчино млеко. Во однос на подвижноста и функционирањето на мајката, кога станува збор за природно породување, мајката може неколку часа после породувањето веќе да стане и да си ги обавува своите потреби, меѓутоа мајката која што е породена со царски рез има ограничување во однос на мобилноста, подолг временски период, повеќе часови, дури може и 1 до 2 дена, потешко е станувањето, потешко е позиционирањето во однос на доењето и она што апелираат консултантите за доење и Академијата за доење е тоа да сите оние мајки кои што имаат ваков проблем работат подолг временски период со некој консултант за доење, за да може да им помогне да во првите часови после породувањето, без разлика што имаат ограничена мобилност, веќе се воспостави доењето, да се овозможи да им се објасни која е најсоодветна положба за нив, да пробаат дали таа положба е соодветна за нив и да можат да си бидат подолго време со своето бебе и да си го воспостават доењето час поскоро. Во однос на медикаментозната терапија, која што може да се користи за време на породувањето, да почнеме од епидуралната анестезија. Епидуралната анестезија некако се повеќе и повеќе се практикува и во нашата земја. Да, точно дека ги олеснува болките во последниот час до 2 пред породувањето на бебето, меѓутоа и епидуралната анестезија, и спиналната анестезија, која што се дава за време на породувањето, па дури и аналгетиците или некои, да речеме, по јака форма на опијати кои што можеби би се давале за време на породувањето, имаат влијание во однос на процесот на доење понатаму. За прво и основно е тоа што се спречува да бебето си доползи до градата колку што може побрзо, а второто е тоа што самото давање на било каков анестетик секако дека влијае на инстинктот на цицање и на рефлексот на цицање кај бебето. Сите овие факти кои што се кажуваат се потврдени со студии и во однос на породувањето по природен пат и во однос на породувањето со царски рез. Значи има студија која што е работена во Кина, која што потврдува дека 47% од жените кои што се породени со царски рез, значи од купно 100%, 47% жени породени со царски рез имаат многу поголем проблем во воспоставување на доење, имаат се поголема потреба од помош и поддршка на стручни лица подолг временски период, за да може да се воспостави доењето и да не се вклучува формулата во исхрана кај новороденчето. Значи, без разлика што сакаме ние епидуралната анестезија како анестезија кога станува збор за природно породување, бидејќи ако станува збор за породување со царски рез, спиналната анестезија не можеме да избегнеме, меѓутоа пожелно е да се избегнува било каков анестетик или аналгетик во текот на породувањето во
целиот тој предродилен период, за да сето тоа не се одрази негативно понатаму во почетокот на доењето. Значи, кога збориме вакви работи, сите викаат, ама да, знаете, доењето е еден природен процес, зошто би било проблем? Секако дека е проблем, бидејќи станува збор за некој лек кој што ја поминува, кој што може да помине низ плацентата и кој што секако може да влијае на бебето. Значи, тоа е нешто кое што е потврдено со студии и нешто кое што се гледа да се избегне за да може да се иницира доењето уште во првиот час после породувањето. Американската академија за доење има направено протокол за употребата на епидуралната анестезија и други анестезии во текот на породувањето. Тоа е протокол број 28 кој што е достапен на сите кои што сакаат да го прочитаат, каде што го изјаснува, значи го кажува ова што го зборуваме дека има влијание на почетокот на доењето и дека на сите тие мајки кои што се породени со епидурална анестезија им е потребно подолго време помош и поддршка од стручно лице, односно од консултант за лактација, за да може да се воспостави доењето после тоа. Од друга страна, самото давање на епидурална анестезија или било каков аналгетик за време на породувањето се дава интравенски, тоа значи дека се дава по пат на инфузија. Целата таа интервенција, примање на инфузиони раствори во предродилниот период допринесува да имаме зголемен внес на течности во организмот на мајката, кои што понатаму преку плацентата нормално поминуваат и кај бебето. Затоа кај оние бебиња кај кои што чисто мајки се породени со епидурална анестезија или се породени со царски рез, имаме поголем пат на родилната тежина, затоа што нормално анестезијата, самиот внес на поголеми течности делува како диуретик, значи тие течности бебето после тоа мора да ги измочка и нормално е дека имаме еден поголем пат на родилната тежина, бидејќи бебињата кога се раѓаат ги ставаме одма на вага и кога излегуваат од болница, значи ги мериме пак, меѓутоа тие бебиња прво какаат, мочкаат, изфрлаат вишок на течности, сигурно ќе приметите дека кога ќе се родат се малце како потечени, понатаму веќе им спласнуваат отоците, тоа е затоа што таа задршка на течности веќе ја изфрлаат и нормално да имаме еден физиолошки пат на тежината, меѓутоа кај нас за жал тој физиолошки пат на тежината го сметаат за нешто што е многу драстично и многу страшно и тука веќе почнуваат првите совети за додавање на адаптирано млеко. Колку и да мајките ги слушаат моите совети, оние мајки со кои што работам и пред породувањето и после породувањето, дека е потребно време да се развие лактацијата, дека е потребно време да бебето почне да качува во тежина и дека е сосема нормален тој физиолошки пат во тежината во првите 2 недели, сепак мислењето од лекарите делува некаде во подсвеста и секоја една од нив, која што едноставно може би има и притисок од околината, може би има и притисок од партнерот, има влијание и веќе посегнува кон додавањето на формулата. Она што исто така е важно е раздвојувањето и сепарацијата, која што начинот на породување исто може да ни ја донесе во однос на престојувањето на мајката и бебето во иста соба или раздвоени во различни соби. Мајки кои што се породени по природен пат многу побрзо ги добиваат бебињата и е пожелно, значи да бебето биде што е можно подолго време во соба со мајката, односно цело време во родилиште да престојува со мајката. Тој rooming in или заедно престојување ни представува и еден од 10 чекори за успешно доење, бидејќи мајката може да реагира на секоја една потреба на бебето. Значи, моментот кога бебето веќе почнува да се буди и ги покажува првите знаци на глад, веќе може да изреагира, да си го земе бебето и да го стави бебето на града. За разлика од моментот кога мајката е породена со царски рез, таа сепарација е многу подолга и бебињата развиваат еден стресен момент кој што понатаму се одразува со едно интензивно плачење, нормално. Тој стрес ќе ни допринесува да се менува целиот тој процес во однос на цицањето и секако делува до некаде стресно и за мајката, бидејќи многу подолг временски период не си го гледа своето бебе и нормално почнуваат многу прашања зошто не ми го носат, што се случува, му прават ли некакви интервенции, кога ќе ми го донесат и така натаму, значи
секако е стресно за бебето, меѓутоа стресно е и за мајката. Кога станува збор за ваков еден стресен момент, тоа значи дека имаме едно високо ниво на кортизол хормонот, кој што понатаму ни отежнува регулирањето на работата на целиот тој хормонски ланец и на пролактинот, кој што ни е потребен за отпочнување на таа фаза лактогенеза 2 или создавање на мајчино млеко. Нормално, кога имаме таков период, значи имаме намалени вредности на окситоцин. Една студија исто така потврдува дека оние мајки кои што се породени со царски рез имаат пониско ниво на окситоцин во крвта после породувањето, тоа ниско ниво на окситоцин во крвта понатаму носи ниско ниво на пролактин во крвта и со самото тоа имаме покасно започнување на лактогенеза 2, фазата која што ни ја почнува продукцијата на мајчиното млеко. Да не биде сега дека јас не го сакам царскиот рез, нормално доколку е оправдан царскиот рез и доколку постои медицинска индикација за породување со царски рез, секако дека тоа мораме да го прифатиме како такво, меѓутоа доколку не мораме и не е потребно, тогаш советувам да сите си ја малце зголемат самодовербата и не се плашат од чинот на породување, едноставно го прифатат природното породување како нешто што е нормално и како еден физиолошки акт кој што е многу подобар начин за воспоставување и на доењето и на тој емотивен контакт помеѓу мајката и детето. Нема сепарација, поголеми се можностите да побрзо си го видат мајките своето бебенце и побрзо и поскоро да започне процесот на доењето. Исто така е многу важно да, кога веќе сме заедно со бебето во соба, го имаме што повеќе контакт од кожа на кожа, затоа што контакт од кожа на кожа не само што делува во однос на стабилизирање на виталните функции кај бебето, регулирање на ритм на работа на срцето, регулирањето на телесната температура, регулирање на фреквенцијата на дишењето, самиот тој контакт кожа на кожа и кога бебето ни лежи врз стомачето на мајката, е момент кога кај него веќе започнуваат да се иницираат тие рефлекси и инстинкти за цицање и момент каде што веќе кај него започнува тој психолошки и емоционален развој. Значи момент кој што е долго време истражуван и исто така е подкрепен со многу студии, затоа и е земено како нешто кое што треба да се практикува во сите оние baby friendly родилишта, кај сите едни мајки трудници кои што се породуваат по природен пат. Можеби кај нас тука јас во контакт со некои од трудниците кои што се породуваат вика да, малце ми го дадоа, го гушнав, меѓутоа не е тоа, значи нас ни е потребно да во првиот час после породувањето го имаме тој контакт на мајката и на бебето и да понатаму кога бебето престојува во соба со вас, го имаме што е можно повеќе контакт од кожа на кожа. Дека породувањето како фактор влијае на доењето, можам да ви кажам од искуство дека многу влијае. Посебно во последнава година кога се наоѓаме во една состојба пандемија, каде што не само што се соочуваме со една нова улога и со еден нов член во семејството, се соочуваме и со еден додатен стрес од оваа болест која што не нападна во последно време. Јас работам со многу мајки доилки и да, секој еден од овие фактори кои што ви ги напоменав како причина дека можат да бидат фактори кои што го одложуваат процесот на доењето, односно успехот во доењето, е нешто со кое што се соочувам секојдневно. Поголемиот дел од мајките кај кои што одам во посета за консултација за доење, се мајки кои што се ден-два претходно излезени од болница и веќе мајки кои што имаат преполнетост на градите. Таа преполнетост на градите е најчесто заради примање на некакви инфузиони раствори пред породувањето или примање на епидуралната анестезија или доколку мајката се природила природно без користење на епидурална анестезија, тогаш станува збор за примање на синтетски окситоцин кој што се дава во фазата 3 од процесот на родилниот период, односно во породувањето. Тоа е фазата каде што го имаме истиснувањето на постелката, за да се предизвика контракција на матката и враќање на матката во нормалата и да се намали крварењето. Меѓутоа, тој синтетски окситоцин
допринесува понатаму за зголемување на нивото на пролактинот, каде што веќе започнува тој хормонски ланец и веќе започнува процесот на создавање на мајчино млеко, а мајката е сама во соба и го нема бебето, за да може да започне процесот на доење. Значи, една работа ни води понатаму кон низа други проблеми кои што ни требаат неколку денови за да можеме да ги вратиме прво во нормала, во првобитна состојба, па потоа да го воспоставиме процесот на доење. Значи, кога станува збор за воспоставувањето на доењето, значи дека без разлика какво искуство сме имале во родилиштето, значи што е можно поскоро да се стави бебето на града, да се иницира тој процес на доење, сето на млеко кое што веќе градата го произведува и да е повеќе од тоа што му е потребно на бебето, бебето си го цита за да немаме понатаму преполнетост на градите, кое што би можеле да ни биде проблем, ќе ни донесе понатаму појава на мастит, грозница, температура кај мајката и нешто кое што можеби ќе ја наведе на момента го прекине доењето. Мене ми е многу драго што мајките бараат помош и поддршка од консултант за доење, со кој што успеваме да ги надминеме сите овие фактори кои што ни донеле до некаков проблем во однос на доењето. Значи тоа се оние технички да речам пречки со кои што се соочуваме во родилиштата во нашата земја, без разлика дали станува збор за приватно или за државно родилиште. Меѓутоа се надевам дека барем имаме на располагање информации кои што на секоја една мајка ќе ја помогне да ги надминеме овие проблеми, односно барем ќе ги знаат основните работи со кои што треба да ги практикуваат уште во родилиште, па веќе кога ќе се дојдат дома, ако им е потребно да си побараат стручно лице за помош и за поддршка. Успеваме. Значи, многу немаме некој протокол по кој што се работи во родилиштата кај нас. Секој родилиште има различен протокол, различно се третираат мајките, различно се воспоставува доењето, различни совети се даваат и сето тоа доведува до еден момент каде што мајките се збунети и не знаат што да прават. Значи, подобро е да јас секогаш викам едукацијата никогаш не ни е вишок, значи да се едуцираме уште пред бременост, уште во текот на бременоста, во однос на доењето, во однос на породувањето, за да знаеме што не очекува. Се сложувам со Ена која што кажа дека ништо не е така како што гледаме на филмовите и така како што она што ни е прикажано во Холивуд. Јас секогаш и на трудниците на часовите им викам да не се лажеме, ништо што гледате на филмови и она што гледате во весник на шминкани тази родилки со бебињата сликани и срекни, дека тоа воопшто не е реалноста, дека напротив реалноста е нешто кое што е пат кој што треба да се помине, без разлика дали сме имале позитивно искуство во однос на породувањето или сме имале некаква траума или сме имале тешко породување или тргнало природно породување па морало да заврши со царски рез, без разлика во однос на тој дел, значи секогаш и понатаму може да настане некаков проблем, меѓутоа доколку сме едуцирани, доколку барем имаме некакви познавања со што би можеле да се соочиме, тогаш многу полесно ќе пристапиме кон решавање на целиот тој процес и секако нормално доколку мајката сака да дои. Така да се надевам дека успеваме на нашите социјални медиуми и јас и Наташа во однос на доењето да споделиме секаква информација, споделиме секакви приказни. Јас имам приказни безброј кои што можам да ги споделам колку породувањето како фактор може да влијае во однос на доењето. Исто така и моментот после породувањето, некаква породилна траума, поддршка од семејството, која што тоа се теми кои што горе-доле ги опфатија претходните предавачи на оваа трибина, меѓутоа на секаков еден различен начин допринесуваат да една трудница и таза мајка родилка што е можно посмирено и спокојно го помине целиот овој процес и во однос на породувањето, и во однос на доењето, и во однос на мајчинството, и во однос на нормално воспитување и раст и развој на своето дете. Нате, мислам дека Ти благодарам, јасна. Горе-доле јас начелно им кажав тоа што мислев да кажам. Одлично. Многу ти благодарам за сето ова што го кажа, значи сето баш убаво сликовито го објасни целиот оној
Сите оние фактори што за време на породувањето, што се случуваат, како влијаат понатаму во нашата врска со нашето новороденче, од аспект на воспоставување на успешно доење, на некој успешен почеток, нели? Мене ми е многу задоволство, стварно ми е многу задоволство што успеавме, значи денес преку една баш некако преку еден градацијски развој на настаните, значи да започнеме од самиот почеток, каде што го раскажа нели оној момент на очекувањата, кои се нашите очекувања, што треба да знаеме, колку добиваме лажни информации, колку затоа во принцип тоа е еден фактор кој што мислам дека не вади од колосекот. Понатаму отидовме со Сандра кој што го објаснуваше самиот процес на породување, колку е важна особено колку е важно да имаме некој тука до нас, затоа што тоа се стварно специфични моменти и тука наискрено само се замислив за тоа колку, пак ова сега моје лично видување, за тоа колку порано самото породување секогаш се одвивало во придружба, секогаш сме имале, значи кога било дома, знам сега немојте да му убивате, да викате дома во шталите се пораѓавме, меѓутоа од аспект на емотивното секогаш сме имале поддршка. Значи сме го имале она жена на жена поддршка, кога ќе се знаеле што се случува, имало емпатија, а денеска колку и да има позитивности од нели породувањето што се одвива во едни болнички услови, навистина има многу голем плюс, меѓутоа некако се чувствувам дека подзаборавивме на емпатијата, подзаборавивме на она што е навистина потребно, дека не е само една процедура што се случува, значи не е нешто што само и се случува на жената, туку го заборавивме и она што е многу важно, доаѓањето на свет на новиот член на семејството и што тоа представува емотивно и за жената и за партнерот, значи и генерално кои фактори сето тоа во создавањето, дали ќе биде во принцип тоа едно прекрасно искуство или ќе биде навистина едно трауматично искуство кое што би си го носеле со нас подолго време. Понатаму Елисавета прекрасно објасни, значи и за траумата и за справување со траумата и на крај многу ми се допадна како ти Севова го затвори нели со наследниот чекор на транзиција кон доење, поврзување и како сето тоа влијае. Јас многу ви се заблагодарувам. Мислам дека стварно беше ова баш едно патешествие од самиот почеток кон самиот крај, како што кажав градацијски. Сега би сакала само за крај, пред да преминеме на прашања и одговори, прво би сакала да ја најавам професорката, тоест професор доктор Татјана Јаковска, дали се слушаме, само да прашам и да видам. Да, се слушаме. Одлично. Одлично. Зошто ја најавувам нашата следна гостинка? Таа е педијатар со 30 годишно работно искуство, уште од 1990 година работи во клиниката за детски болести, оделот за доенче, метаболизам и цистична фиброза, а од 2018 година е началник на Центарот за цистична фиброза во Институтот за белодробни болести кај децата во Скопје. Зошто е денес со нас тука? Имено се запрашавме и јас и Елена и дознавме за нејз исто така откако го организиравме проектот, се запрашавме нели кој е оној следен чекор. Каде се во ОВВ ги имаме траумите, знаеме веќе, даваме глас на самата траума, но што понатаму? Како да се справиме со истите и кој е следниот чекор во тоа да се случат што помалку, значи да ги редуцираме. Така и дознавме за овие два проекти кои што на огромно задоволство дознавме дека веќе има, значи реакција во Македонија, има слух за траумата, можеби не на она ниво кое што ние би сакале, или како жени. Ќе во оставам професорке тука да раскажете малку повеќе за овие два проекти и како овие придонесуваат кон оној следен чекор на покривање на свест. Да ве поздравам, ја не се гледам, дали ме гледате, не знам. Ме слушате, ме гледате? Да. Да ве поздравам, драго ми е на поканата, Наташа, јасна со вас веќе зборував и со другите учеснички. Сакам да ги поздравам и мајките, нели, кои што се тука.
кои што веројатно доживеале траума, и јас лично сум доживеала траума, мислам, јако се породив касно, значи веќе 10 години бев доктор на оддел доенче, кај што им помагав на сите, па на крај јас го доживеав истото што сите вие веројатно сте го доживеале во градска, значи во државни болници да речам, значи немаше тогаш приватни, и денеска кога ќе ме прашаат каде да се пораѓам, викам одете у приватно, затоа што тоа е, мислам, ништо не е сменето, да се жал, ја еве син ми има 22 години, сега почнувам прво од мојата лична приказка, пошто сум провоцирана да нема тука слух, нема емпатија, нема, не знам, нешто не може да се протне тоа, не може, не знам, не може да се организира, има голем отпор, веројатно ме не се ни помислува. Јас и колешката Татјана Зорчев, која што е психолог, ние сме учесници како представници од Македонија во проектот за Birth Trauma. Тоа е КОС проект кој што е насочен кон перинатална траума и значи и за доењето, значи како проблеми и за PTSD. Така да ние заради ковидот бевме само на еден состанок, каде што со колешките, нели со колегите секаде имаше, не се само лекари, тука имаме и истражувачи, имаме фамилии, имаме midwives, се викаат, кои што кај нас е дула, например, меѓутоа немаме ни училиште, немаме таков профил немаме. Ние имаме акушерки кои што сега почна школа за акушерки, висока школа, меѓутоа не е акушерка истото што е и дула или мидфер, мислам, не знам сега на германски како, значи улогата не им е иста, јас од тоа сега се расправам на докториве, тоа не им е јасно. Значи, жениве од Шведска кажува, значи, насилство или траума од еден аспект кој што, мислам, они ги галат, ги зборуваат и така натаму ги водат и предбременост и се, ние бевме во шок со колешкава. И кога ги слушаш, уствари сваќаш дека си доживеал траума. Значи, ние овде во Македонија не сме свесни, така сме навежбани дека да бе мора така да биде, што е сега работа, ај не се тука лигави нешто, не ми збори нешто. Значи, ние тука сме сите у траума, значи нема, и кога ние им кажавме како е кај нас, они беа во шок. Така да, секад, значи, тоа се европска, почнува и во светот, значи, да се прави таа една мрежа на колаборација, значи на соработка. И од тука излегоа, ние имаме состаноци на Zoom исто така цело време, меѓутоа излегоа и прашалници за PTSD, кои што прашалници значи се пуштаат во мрежа, во електронска форма, уште не сме стасале до тоа, треба да имаме 300 испитаници од Македонија за 2 години и понатаму статистика ќе прават нели тие во Европа, од тоа произлезе уште еден проект, тоа е Intersect се вика, тоа е интернационална survey, каде што исто тука сега имаме и дополнителни прашања кои прашалници, однос на татко, дете, мајка, фамилија и така натаму. Така да многу се работи, многу е интересно. Има и скала, може и да ја најдете од тие главните, има и скала за траума, за постпородилно и така натаму. Ние, значи, почнавме ве сега најасно и ги пративме прашалниците. Многу ќе ни биде драго, доколку сите мајки, мислам, која сака, тоа нели е без име и презиме, се дава согласност и така натаму, анонимно е, да ги добиеме податоците и на крајот да добиеме и некој извештај, нели, за што се случува и како се случува. Покренавме иницијатива со колешкава, така да и со професор Попјорданова аплициравме во МАНУ за ваков проект, значи за PTSD. Така да, мислам, ние го работиме тој дел, меѓутоа ми е драго што еве се споивме со мајките. Кога еве сега јас се споивме, на крајот јас веднаш добив идеја за една трибина да направиме, заедничка, нормално, каде што јас би сакала и да презентирам што значат тие проекти, значи убаво, со слики и така натаму, каде може нели мајките да се вклучат, значи како еден да го поиздигнеме малку како еден општествен проблем, а од друга страна денеска се слушнав и со тој што е председател на млади доктори, имаат и они некое невладино нели здружение, кој што исто така беше заинтересиран во смисла сега да направиме и друга
една трибина или работилница, како да ја крстиме, со нив, значи со млади доктори, со тие, зашто тие се тие што треба да продолжат да работат. И треба да станат свесни дека ова е травма, дека ова е стрес, дека е насилство, значи да мислат малку што со тој зборот што зборуваат пред нас, што не ти дозволува да кажеш збор. Мислам, уште ми е травма, после 22 години, значи сум здравствен работник, ги познавам сите и нема врска, значи тоа е, уште го памтам, значи секој збор или кога сум била на вежби, значи ништо не е сменето. Значи тоа се вика по мајки, тоа се не е убаво, се оставаат сами. Да, има roaming in, тоа се трудеа или беа и во Австралија колегите и така натаму. Мислам, се работи на тоа, не е оставено. Меѓутоа, дали нема доволно персонал, дали се нема емпатија, дали не знам што да кажам, што не можам да сватам што е проблемот, меѓутоа roaming in е воведено и на ГАК и во ЧАИР. Мислам, зборувам за државните институции, приватните сигурно е. Каде што, меѓутоа, нема придружник кој ќе им помогне за доење. А тоа е најважно. Значи, ако нема кој да те стави на града, еве мајкиве веќе може имаат деца, ако не знае да ти го стави на града детето, ти не знаеш прво седењето, не е исто. Како кој ќе седнеш, ти треба посебна позиција на седење. Значи, не е баш така, ќе го ставам и ќе цица, нема врска, мислам. Така да има тука многу за работа, за да ги средиме тие проблеми. И убаво е што има еве ден и вака што се разработи и драго ми е што сум присутна и се надевам дека заеднички ќе пробуваме ако ништо друго, па сега ќе видиме на крај што ќе успееме. Благодарам Наташа, благодарам на сите на поканата. Може професор ќе ги се бориме, па некогаш можеби ќе дојдеме до нешто подобро. Ќе се бориме, јас сум борец, ја не застанам. Да. Па сите сме борци бидејќи сами само иницијативно правиме све, а секако мајките, трудниците, доилките не поддржуваат, што значи дека оно што го работиме е потребно како такво во нашата држава. Секој труд се исплати, еден ден можеби ќе допреме до надлежните кои што ќе се заинтересираат да ете ние кои што сме се едуцирале и насочиле кон нешто кое што е потребно во нашата држава, можеме да го спроведеме на тој кадар и тој персонал кој што работи во родилиштата. Ние мораме, види, значи мора да има таков кадар. Значи зошто нема таков кадар, не знам, ама сега знаеш како да почнеме вака, па може ќе дојдеме и до министерство. Јас му кажав на беше председател на Дечково, баш беше дежурен, викам ние до УНИЦЕФ не може да стасаме. Значи и рече он ќе проба да стаса затоа што јас ги гледав флаерите за доење, за безбедност на деца во собрак и така. Значи знаеш колку убави флаери има во Србија УНИЦЕФ. Значи тие се УНИЦЕФ има и во Хрватска. Има и во Хрватска. Секаде работат и ги поддржуваат, само ние не можеме да дојдеме до клучните луѓе. Ќе дојдеме. Ми се допаѓа вашиот оптимизам, навистина, затоа што го делам и јас и Елена со која што нели ова го организиравме, го делиме дефинитивно вашиот оптимизам, ако не го делевме нели немаше да го организираме се ова. И од срце стварно сакам да се даде глас, да се даде живот на ова што ни се случува, да не е онака нешто само занемарено, тргнато, пикнато, скриено под тепихот како што е долги години, заради тоа што многу често траумите кои што се случуваат буквално биваат дискредитирани, како што кажавме и како што имаше веќе во предавањата, од типот ајде, што ти е важно, биди среќен, важно, ама до кога, значи е она нели да се задоволиме само со малку и да си уште толку да си накалемиме чувство на вина дека ние бараме премногу. Навистина е многу важно и ми се допадна што кажавте дека сакате или сакаме се во ова и ние во принцип да биде една иницијатива која што ќе допре и до самите оние кои што ја пружат грижата во родилиштата. Тоа е еден многу важен чекор. Имено со Елена размислувавме од каде нели понатаму, значи од оваа појдовна точка каде одиме, на каде ќе се движиме и како се во ова да го направиме толку гласно за да може да стигне до таму каде што треба да стигне и затоа ја цениме, значи го цениме вашиот инпут во се во вашиот влог особено и се надевам дека навистина сите заедно ќе може да направиме некаква промена, колку и навистина да е предизвикувачки сето тоа во условите во кои што нели се наоѓаме.
Јас тука гледам дека има прашања, значи да знаете дека гледам дека имате кренато рака. Би сакала само да го затворим ова што е снимениот дел нели од презентацијата, да престанем со снимање и после тоа ќе може да си отвориме една дискусија така послободно. Тука само ќе ја повикам Елена да ве поздрави за крај од мене. Голем поздрав и после бидете тука, сам мислам не се гасиме, само стискам стоп и продолжуваме со вашите прашања. Благодарам, Наташа, ви благодарам и вас, професорке, што некако сте многу искрени и што конечно некој од таму, од внатре да признае дека па не чини, вистина е потребна некаква промена и нешто да се смени. Мислам дека тоа многу значи, затоа што тоа е една огромна свесност која што веројатно доколку сите доктори, професори би ја имале, не би дошле до ваму кај што сме. И тоа е една многу убава, да кажам, свесност која што се надевам дека ќе почне да се пренесува и дека, како што вика Наташа, ќе стануваме се погласни и се повеќе поддршка ќе си даваме. Меѓутоа, од друга страна, мене ми е драго и многу се радувам што се случи оваа трибина токму денес и што не има толку колку што не има присутни. Јас се надевам дека и бидејќи ќе ја снимиме, ќе се објави, ќе може се поголем број на луѓе да ја видат и мајки, и меѓутоа и мажи, и мислам дека е многу важно затоа што тука негде каде што правевме некој истражување кратко на стори, имаше колку им било важно на сопругите да татковците се присутни тука на поредувањето, да наставне имаат таа поддршка која што во светот е сосем нормална. Кај нас можеби законски нешто е како дозволено, меѓутоа реалноста е дека се уште не е нешто кое што е практика, се уште е нешто кое што е како табу, како забрането и некако се надевам дека конечно ќе почнеме да бидеме многу гласни, да бидеме се повеќе и повеќе, но она што и колешките мои го споделија, ние не можеме сами, односно стручните лица не можат сами, нас не се потребни сите мајки, нас не се потребни многу повеќе гласови и свесност за поддршките не само што ги имаме внатре во нас и сите предавачи некако изборуваа на некој начин за тие поддршки кои што ги имаме и во нас, меѓутоа и за поддршките кои што ги имаме надвор, а за кои што најверојатно не сме свесни затоа што фокусот го ставаме на оно што не чини, на оно што е лошо, на оно што не е здраво, а не го ставаме фокусот на оно што е здраво. И мислам дека Ена на почеток и така започна со оно што е здраво, оние капацитети што ги имаме, оние доктори кои што ги имаме, оние специјалисти кои што ги имаме, професионалци кои што се тука присутни и затоа верувам дека вакви средби, вакви настани ќе подигнуваат свесноста за сите жени да знаат каде да се обратат, да ја бараат поддршката во себе и да ја бараат надвор, меѓутоа и да некако правиме една тивка револуција, како што со Наташа ја викаме, да навистина менуваме некои работи кои што се нормални и редно време во Македонија, да престанеме да си го носиме она ќути си, трпи си, трај си, ние си носиме едно такво верување македонците, па ќути си, подобро ќути си, ајде сега да не се буниме. Мислам дека е време да сватиме дека сме дел од Европа, можеме да бараме, смееме да бараме, фала Богу, не сме под робство, никој нема ништо лошо да не направи, конечно доаѓа оној период на слобода, која што верувам дека ќе си ја даваме се почесто. Уште еднаш премногу сакам да се заблагодарам на сите кои што предаваат денес, се надевам дека и другите ќе видат. Видео е еден буквално толку мал процент на луѓе кои што постојат, кои што се занимаваат со овие тематики и може да станете свесни колку многу има, колку многу капацитети и поддршки имаме. А сега некако, Наташа, мислам дека е во ред да престанеме да снимаме за да може да се фокусираме кратко на некои прашања кои што присутните ги имаат. Да, значи уште еднаш, да. Ќе ви се заблагодариме уште еднаш за вашето присуство и за вашето внимание. Останете уште со нас. Сега продолжуваме со вашите прашања и нашите одговори на вашите прашања.